Стојанче Јовановски денеска во судот призна вина дека ја тепал и ја загрозил сигурноста на неговата покојна сопруга Ивана, но не и дека ја навел да се самоубие. Ни солзи кажа дека виновен за незиното самоубиство е Мартин Саздов, кој му бил колега и за кого тврди дека е бил партнер на Ивана. Кажа и дека тој го натерал да признае вина за делата што му се ставаат на товар, па судот не му го уважи признавањето на вина, бидејќи било под присила. Според обвинителството, тој манипулира, а ќе докаже дека е виновен за делата за кој е обвинет. Адвокатката на семејството на Ивана вели дека наведување на самоубиство во Македонија првпат се суди, но во земјите од светот е честа пракса. Товарот на докажување е мој. Јас до крај сметам дека навистина имам голем број на докази кои што ќе бидат изведени во оваа постапка и со сигурност ќе докажам надвор од разумно сомневање дека Стојанче ги сторил кривичните дела точно на начинот како што е опишано во диспозитивот на обвинителниот предлог. Во денешната одбрана гледам како искрена, како чиста манипулација во насока да се избегне некоја кривична одговорност, но понатаму оставам доказите да зборуваат сами за себе. Очекуваме во целост да биде прифатено обвинението како оштетени заради тоа што во поширока смисла во меѓународниот аспект самоубиство поради семено насилство се смета за фемицид. Ивана била тепана од Стојанче низ годините, дури биле заедно. Модринките пред мајка и ги правдала како несмесност и не признавала дека Стојанче ја малтретира. Низината мајка денеска сведочеше за насилствата кои ги трпела Ивана. Малтретирањето не престанало. Во јануари годинава завршила во болница поради хематом во абдомено тепање. Лежала во болница, ќерката Катја била со Стојанче. Кога дошле да ја посетат, се скарале и Стојанче ја бутнал по скалите во болницата. Ивана излегла кај лифтовите, почнале да се расправаат, сакал да ги земе телефоните да види со кого комуницирала во болница. Тогаш Катја кажа дека Стојанче ја турнал Ивана по скалите, болничар видел и се стрчал да ја собере оддолу и веднаш и направиле компјутер на главата и проверувале дали има скршеници. Дури докторите биле зафатени со Ивана, Стојанче ја земал Катја и избегал, сведочеше мајката на Ивана. По излегувањето од болница се вратила во семејниот дом со Стојанче. Тој бил повеќе пати пријавуван дека малтретира, 2 пати и од сопствената мајка. Во еден наврат, нивното дете отишло кај соседите да бара помош. Кога се вратиле од гости, почнал дома да ја тепа, Катја истрчала боса и тропнала на вратата на соседите во 1 часот пополноќ и им кажала: "Викнете полиција, татко ми ќе убие мајка ми." И Ивана истрчала во станот кај соседите и оттаму ми се јави да ја земам. Полиција дојде, но Стојанче не отвораше врата и не се јавуваше на телефон. Полицијата не однесе во мојот стан, кажа мајка и на Ивана денеска во судот. На денот кога решила да се самоубие со незината ќерка скокајќи од 6 спрат во зградата во која живееле, Стојанче, откако ја тепал на повеќе локации до несвестување и се заканувал со зборовите: "Ке ти го уништам животот, ке ти го земам детето, пријави ме во полиција, ништо не ми можеш, ке излезам од затвор, ке видиш што ке ти направам." Тамара Дичевска, Сител телевизија.